Ново издание на регионалните вести на телевизија КИС. Два големи дефекти на изворите на Шарпланина викендов ги оставија тетовци без вода. Најпогодени биле потрошувачите од главните булевари во градот. Од ЈКП Тетово информираа дека состојбата е нормализирана. Обилните врнежи од дожд викендов предизвикаа проблеми со водоснабдувањето во Тетово. Најпогодени беа потрошувачите од главните булевари во градот, како Маршал Тито, Благоја Тоска и улицата Иво Лола Рибар, кои користат вода од главните цевководи. Причината зошто тетовци 2 дена немаа вода се два големи дефекти на изворите на вода, кои се случиле во местноста Лешница и во Ваковски извор, на чија санација работеле екипи на предпријатието Водовод и канализација. Од јавното комунално предпријатие Тетово велат дека состојбата е нормализирана. Настана едно пореметување во саботата на водоснабдувањето од причина што се појавија големи врнежи горе на планинските предели горе, кај што е извориштата, и посебно на зафатите на речна вода од Лешница, која што се зафаќа од градската река Пене. Таму има заматување, наносен материјал на зафатите кај каптажите на вода и тоа предизвика да биде блокиран тој систем, од каде што дотекува околу 150 литри вода во секунда. Меѓутоа, во текот на вчерашниот ден, во попладневните часови, состојбата се нормализираше, после интервенцијата која беше превземена од наша страна, и сега да тој систем од водата од река Лешница непречено функционира и се вклучува во системот за водоснабдување на градот Тетово. Во исто време се појави еден дефект на друг извор, од планинскиот предел горе, од Ваковскиот извор, на доводниот Цевковот, има таму настанато еден дефект и во текот на вчерашниот ден и денеска се интервенира да се санира тој дефект. Зборуваме за овие дефекти кои се од посериозен карактер, кои се горе во планина и сега во вакви временски услови и пристапот е таму отежнат. Сега овој дефект што го имаме сега, тој е на 5-6 километри западно од Попова шапка. И таму тешко се приоѓа, без специјално возило кое ни го доставуваат на располагање од скијатскиот центар на Попова шапка од Ерев горе. И се надеваме дека во текот на днешниот ден и тој дефект ќе се санира. Со што би добиле нови тие 30 количини во моментот кој сега недостасуваат. Поради дефектите намалена е количината на вода за пиење, пошто се активирани и 2 бунари, така што во водоводниот систем течат над 300 литри вода во секунда, количина која треба да ги задоволи потребите на град Тетово. Таму во тој момент имаме запрено околу 30 на литри во секунда, каде што не се можно сега да пристигнат во постоечкиот систем. Овие количини се надополнуваат од постоечките бунари кои ги има во градот, и така да во моментот градот Тетово има над 300 литри во секунда, што е количина која треба да ги задоволи потребите на граѓаните на град Тетово. Инаку градот остана без вода и на 2 февруари во петокот, поради дефект на примарната водоводна мрежа F400 Горна Чаршија, кој според надлежните е помал проблем, бидејќи такви дефекти на помали цевководи на градската водоводна мрежа се чести. Во тетовското село Порој се уште не се санирани последиците кои ги предизвикаа поројните дождови. Локалниот пат кој ги поврзува селата Порој и Јермо се уште е затрупан со големи наноси од земја и камења. Во Порој оштетен и еден мост, а водата се уште е забранета за пиење. Од местната заедница Порој бараат локалниот пат кој го поврзува нивното со соседното село Гермо што поскоро да се расчисти, затоа што овој коловоз е еден од пофреквентните селски патишта во Тетовско. И тука има голема штета, више од 10.000 евра е штетата на тука што се оштетени овој зид и горниот дел на тоа. Има и оштета на мостот доле, и тој е оштетен. Тој истакна дека жителите на Порој 3 дена се без вода за пиење, откако водата од селскиот водовод беше заматена по зголемувањето на водостојот на Поројска река. Водата за пиење до денеска не беше ни техничка вода. Денеска може да се каже дека е техничка вода или за пиење не. Скоро кај нас више секој 2-3 месец имамо штета тука. Што треба конкретно да се направи? Брани да се изгледа, тоа беше ветено?
конкретно браните треба да бидат направени и нам ни е ветено лани дека ќе се работи на 2018. Ние сега сме 2018. Втори месец, ние не гледаме ништо дека се работи на тој дел дека ќе се направи нешто. Од општина Тетово вела дека нивни екипи што денеска ќе започнат со расчистување на локалниот пат Порој Гермо. Најавија дека ќе пратат екипи со цел нормализирање на состојбата со водоснабдувањето во тетовското село Порој. Во моментот, велат, отаму проводни се сите патни правци, каде имаше застој од слечишти одрони предизвикани од поројните дождови. Отаму најави и помош за семејството и мери, чиј дом лоциран над православните гробишта во Тетово беше целосно затрупан со камење и земја при слечиште на земја. Комисијата за штети на општина Тетово ќе излага на терен, ќе пресметува колку е штетата и врз тоа пресметување ќе биде регистрирано во системот за финанси и ќе се пушат одредени средства за таа фамилија. Како резултат на обилните врнежи, идентификувани се 2 случаи на лизгање на земјиштето во горниот дел од селото Порој. Не се регистрирани повредени лица, но направена е значителна материјална штета. Општинските екипи и надлежните органи се на терен за пресметување на штетите и за изработка на акционарен план, бидејќи станува збор за стрмни и ерозивни локации. Од дождовите поради неисправна фекална атмосферска канализација, повеќе домови во неколку тетовски населби викендов беа поплавени. Неколку десептици роми кои живеат на гостиварското подрачје немаат никакви лични документи, поради што се скратени за своите основни права на школување, социјална заштита, вработување. Такви примери има низ цела земја, а неколку невладини организации спроведуваат активности за да им се помогне на тие лица да влезат во матичната книга на родени. Невидливи за општеството, без лични документи, без пристап до своите основни права на здравствена, социјална заштита, на образование. Таков е животот на 50 до 70 роми на гостиварското подрачје, кои не се евидентирани во единствената матична книга на родени. Проблемот е сложен, затоа што во многу случаи се провлекува со генерации, па мајката не може да го пријави детето затоа што и самата нема личен документ. Такви примери има низ целата земја, а за да им се помогне, неколку невладини организации, меѓу кои гостиварската месечина, спроведуваат проект со наслов Надвор од кругот, невидливи за општеството. Имаме проблем на незапишани деца 3 генерации. Значи се раѓа бебе, не може да се заведи тоа бебе само заради тоа што мајката пред се нема лична документација, а и претходно таа мајка нема лична документација заради тоа што нејзината мајка не ги регулирала личната документација. И така се влечи тој. Ние ги убедуваме властите дека е многу потребно итно да се делува и да се затвори ова прашање еднаш и за секогаш. Ние сега имаме, можеби порано, немало свест кај родителите да ги запишуваат децата. Меѓутоа сега, да, постои свеста кај граѓаните да се запишуваат новороденчињата, меѓутоа се соочуваат со онаа бариера кој што претходните родители го оставили и не може да го заведат. Ние тоа ги убедуваме на властите дека мораме заеднички да најдеме начин да еднаш и за секогаш се пресечи овој ланец и да се реши овој проблем, зашто ако го решите овој проблем сега, тој нема да се влечи понатак. Проценките на невладините организации се дека во Македонија има од 3 до 5.000 лица без лични документи. Во Гостивар досега со утврдување на ДНК биле решени неколку случаи и лицата биле внесени во матичната книга. Но од организациите велат дека не можат сите случаи да се решат во пакет, туку треба секој посебно. Тоа и претходно го се обидуваше, властите се обидуваа овие проблеми да ги решаваат во пакет. Не може. Заради тоа што секој од овие случаеви си има своја приказна. Приказните не се исти. Случаевите не се иста проблематика. Она што ние велиме е да почнеме случај по случај да го решаваме. Меѓутоа, за да не трпат генерациите кои што понатака доаѓаат, да им се даде некаков
некаква идентификација која што прво ќе дозволи тоа семејство, тоа дете да влезе во општеството, за да може да се школува, да има здравство, родителите да имаат право на користење на социјални бенефиции, да побараат да работат. И ние имаме од 0 до 60 години возраст кој што имаме лице кои што не се заведени. И една од мерките значи да се отвори една посебна книга за ваквите случаеви и да има некаков идентификационен број. И да се знае дека е почната процедура за решавање на таа проблема. Во рамки на проектот планирано е да се формираат локални координативни тела кои ќе делуваат и ќе даваат препораки. Такво тело ќе добие и гостивар. Во проектот заедно со Месечина се вклучени Асоцијацијата за социјални промени и Амбрела од Скопје и Сдружение за заштита на ромите од Штип. Повторно кражба во црква во Тетово, 12-та поред од почетокот на годинава. Овој пат ограбена црквата Свети Димитрија. Ноќеска засега непознати сторители извршиле тешка кражба во црквата Свети Димитрија, лоцирана на улицата Прохоропчински во Тетово, а која утрово ја пријавил 58 годишниот клисар, исто така од Тетово, соопшти СВР Тетово. Откако насилно ги отстраниле и одзеле двата катинара и ја скршиле цилиндер бравата од вратата, влегле во објектот и од 2 кутии за доброволни прилози од верниците, одзеле 2500 до 3000 денари во разни апоени, а потоа незабележани избегале. Набрзо по пријавувањето на кражбата извршен е комплетен увид, при што на местото пронајден е метален предмет хебла, кој се претпоставува дека бил искористен за провалување на вратата и еден пластичен пиштол. Ова е една од серијата кражби за кои изминатиот период информираше полицијата. Пред неколку дена од соборниот храм Свети Кирил и Методи беа украдени 5000 денари, а тоа беше втора кражба откако минатиот месец непознати сторители одзедоа 12000 денари. Во двата случаи кратците насилно влегувале во соборниот храм и си заминувале со парите оставени од верниците. Тешката кражба што ноќеска се случила во црквата Свети Димитрија е 12-тата кражба во верски објекти во Тетовско-гостиварскиот регион од почетокот на годината и притоа се одземени повеќе од 30.000 денари. 2 мали икони од црквата во Фалише, како и 150 метри електричен кабел од манастирот во гостиварската населба Циглана. Минатиот месец во Тетово и Тетовско се случиле за 23 сообраќајки повеќе во споредба со истиот месец лани. Во несреќите едно лице го загубило животот, 31 лице било повредено, а причината е материјална штета од 2,5 милиони денари. Во првиот месец од оваа година, јануари, во Тетово и Тетовско регистрирани се вкупно 69 сообраќајни несреќи или 23 повеќе во споредба со истиот период лани. Во нив едно лице возач го загубило животот, за разлика од минатогодишниот јануари кога немало човечки жртви и тешко повредени лица. Сега 2 несреќи завршиле со 3 тешко повредени лица, 28 со лесни повреди, а во 38 причината е само материјална штета која се проценува на над 2,5 милиони денари. Најмногу од несреќите повторно се случиле на Тетовските улици 29, пред се на Илинденска, Маршал Тито и Видоја Смилевски Бато, потоа на автопатот Гостивар Тетово Скопје и на околните регионални патишта. Најчести причини за несреќите и во периодот за кој станува збор се неприлагодена брзина 23 од несреќите, односно пребрзо возење, неправилно вршење дејствие, недржење растојание, непочитување првенство и друго. Во јануари годинава исто така регистрирани се 14 излетувања од коловоз како последица од неприлагодување на брзината според условите на патот, додека 6 од несреќите биле предизвикани од животни, претежно кучиња, пред се на Тетовскиот дел од автопатот како последица на необезбедениот коловоз и неконтролирано движење на животните. Сообраќајно најкритичен ден минатиот месец бил понеделник, додека најризичен период за случување на несреќите од 16 до 18 часот. Вкупно контролирани во јануари биле 3958 возила, од кои 1220 констатирани се најразлични пропусти и недостатоци, односно неисправност, кои соодветно се санкционирани. Евроамбасадорот Жбогар утре ќе ја достави стратегијата на Европската Унија за напредокот на земјите, информираше денеска вице-премиерот Бујар Османи. Според него Унијата повторно го враќа фокусот на Западен Балкан и со тоа вели се отвара можноста за давање нова временска рамка за проширување.
Официјално амбасадорот Жбогар ќе ни ја достави стратегијата во текот на утрешниот ден. Ние во овој период имавме интензивни комуникации со Брисел, но и со земите членки, меѓутоа и со земите од регионот. Имаме прелиминарни информации што стратегијата ќе содржи, меѓутоа сепак дефинитивниот текст ќе го видиме утре. Како што реков, очекуваме Македонија да биде јасно, да биде сигнализирано дека Македонија има перспектива, се разбира, по затварање на политичките прашања, отворените политички прашања во смисла на односите со соседите, да добие датум за преговори. Меѓутоа, тоа што реков е исто така важно е да добие можност да го достигне рокот заедно со Србија и Црна Гора, доколку во меѓувреме успее да ги исполни критериумите. Проектот Маалски полицаец или пожарникар ќе се промовира и во другите градови од земјава, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Сепак Спасовски вели дека во главниот град каде е најпотребно проектот нема да се воведе набрзо заради малиот број на полицајци, но штом ќе се создадат услови, пожарникари ќе бидат воведени во некоја од скопските општини, вели Спасовски. Проектот Маалски полицаец беше промовиран најпрво во Куманово, каде е предвидено 70 маалски полицајци да покриваат 17 реони во Куманово. Маалскиот полицаец го промовиравме како проект и започна да се промовира, веќе ќе следи и во другите градови, во Тетово, во Штип, во Битола и така натаму, таму каде што имаме доволен број полицајци. Очекувам после завршувањето на обуката која што имаат сега во Центарот за обука полициските службеници, да се зголеми малку бројот на полицајци во Скопје, да можеме овој проект на Маалски полицаец да го започнеме во одредена општина од градот Скопје и се надевам дека штом ќе се создадат услови ќе имаме доволно полицајци кои што ќе можат да бидат и дел од проектот Маалски полицаец или позорникари и во главниот град, бидејќи таму најмногу се потребни. Цените на дизел горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1 денар, а бензинот Евросупер БС 95 поскапува за половина денар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 68, а цената на бензинот Евросупер БС 98 е непроменета, односно 69,5 денари за литар. Евродизел ќе се продава за 59,5, а екстра лесното масло за домаќинство за 48 денари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика за 0,8 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 29 денари. Под силно полициско обезбедување во Брисел започна судскиот процес против терористот осомничен за нападите во Париз во 2015 година. Салех Абдел Салем е единствениот преживеан осомничен за масакрот во кој загинаа повеќе од 130 луѓе. Во нападите во Париз учествуваа уште 7 терористи приврзаници на ИСИС, кои се саморазнесоа со експлозив. Руската авиација ги интензивира нападите врз градовите во сириската провинција Идлиб, контролирани од бунтовниците, откако во саботата беше урнат руски авион, а пилотот беше убиен. Според очевидци, во градот Мајаран ал Нуман била нападната болницата, а при нападот на Каф Набел се претпоставува дека загинале најмалку 5 мина цивили. Во градот Идлиб пак е погодена петкатна зграда каде најверојатно загинале 15 лица. Напаѓач отвори логан врз минувачи во централниот италијански град Мачерета, ранувајќи неколку африкански мигранти, а според процените станува збор за расно мотивиран напад. Станува збор за 28 годишниот италијанец Лука Траини, кој според фашистичкиот поздрав во моментот на неговото апсење на грбот го носел италијанското знаме. Најмалку 6 имигранти се повредени, кога мажот кој се возел низ градот сместен на околу 200 км источно од италијанската престолнина Рим, пукал низ прозорецот од автомобилот. Пукањето се случи само неколку дена откако во 2 ковчега во близина на Мечерата е пронајдено распрченото тело на 18 годишна италијанка. Поради поврзаност со нејзината смрт е уапсен 29 годишен нигериски имигрант. Конзервативците на германската канцеларка Ангела Меркел и социјалдемократите денеска ги продолжија преговорите за формирање влада, иако двете страни одредија 4 февруари да биде крајниот рок за коалициски договор.
Генералниот секретар на Социјалдемократската партија Ларс Клингбайл изјави дека двете партии се уште имаат разлики околу некои прашања. Преговорите меѓу конзервативците и социјалдемократите за формирање голема коалиција по изборите на 24 септември лани се најдолги од Втората светска војна. Председателот на Кипар Никос Анастасијадис е реизбран на вчерашниот втор круг председателски избори. Од преброените 100 од 100 од гласовите тој доби 55,99%. Одзивот беше 73 од 100, помало од председателските избори во 2013 година, кога изнесуваше 83 од 100, но 2 од 100 повисоко од првиот круг избори годинава. Право на глас имаа 550.000 граѓани на Кипар кои избираа меѓу двајца кандидати. Досегашниот председател Никос Анастасијадис и независниот кандидат Ставрос Малас. Европската иницијатива за борба против фрлањето храна има поддршка од повеќе од 1 милион луѓе, соопшти сајтот change.org, каде што објавена иницијативата. Во текстот се наведува дека супермаркетите во сите земји членки на ЕУ треба да бидат обврзани да донираат непродадена храна на добротворните организации, наместо да ја фрлаат или уништуваат, како што е случај во Франција, според закон донесен пред 2 години. Најмалку едно лице загина, а 5 мина се повредени во силна бура во Москва, насилно откако постојат мерења во тој град, објавија градските власти и метеоролози. За 24 часа во Москва наврнало 43 сантиметри снег, повеќе од половина месечен просек, според националните метеоролошки служби. Едно лице загина откако стебло падна врз електричен вод, изјавил градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин, додавајќи дека бурата срушила 360 стебла. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од -2 до 2 степени, а дневната од 5 до 9 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде слично на денешното, претежно сончево, суво и стабилно. Утринската температура ќе се движи од -4 до 2 степени, а дневната од 5 до 10 степени. Тоа беше се во денешното издание на регионалните вести. Пријатно!